Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Централна Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва е вториот дел на тој наш серијал или тие досиеја посветени на кризните жаришта на Балканскиот полуостров или поточно речено тие кризни жаришта на просторот на поранешна СФР Југославија. Брчко е една од 6 клучни точки на таа стратегија на србите за освојување на Босна и Херцеговина или за подоба на Босна и Херцеговина, која беше договорена помеѓу Туџман и Милошевиќ на тие тајни разговори во Караџорџево, а подоцна и во Тиквеш, во време на најголемата српска сила. Овој коридор во Брчко беше широк некаде 6 км и преку тој коридор се поврзуваше Бања Лука со Белград и Бања Лука со Пале, односно тоа е единствената точка која ги поврзува териториите на Источна Република Српска и Западна Република Српска. Брчко е една од 6 клучни стратешки точки на србите во таа војна во Босна и Херцеговина, бидејќи преку Брчко оди тој коридор од Бања Лука до Белград, а и преку Брчко се поврзува таа Западна и Источна Република Српска. Вела дека тука се направи неверојатно после Сребреница можеби најголемите зверства во текот на војната 92-95 година. Да вам кажем jedno, sigurno je to da je Brčko bilo strateško mjesto za Republiku Srpsku, jer da nije, ne bih prvo ušli u Brčko posle Bijeljine, sigurno. Бидејќи 92 прво влегуваат во Биелина, па во Брчко. Bijeljina je 4. aprila, mi smo 1. maja, u stvari 30. aprila, srušeni su mostovi u Brčko. Sva 3 mosta koja povezuju Hrvatsku i Brčko. Значи требаше тука да се направи некој вид на етничко чистење. Тука е Аркан, значи сите тие структури на Аркан, капетан Драган, значи книнџите, значи сите тие паравојни формации веројатно прво доаѓаат во Биелина и во Брчко и го прават тоа етничко чистење. Po saznanjima koje mi imamo, Arkan je očistio Bijeljinu sa kapetanom Draganom Vasiljevićem. Kninže su dolazili neki borani u crnom i došli su u Brčkog prije na jedno 15 dana nego što će mostovi puknut. Stanovali su i oružje imali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u stvari pravoslavnoj crkvi, odakle su kasnije izlazili posle pada, posle rušenja mostova, da bi protjerali bošnjačko stanovništvo i hrvatsko i sve ostale normalno, jer Brčko je bilo multietički grad, imamo i Roma dosta, imamo i Mađara, više ne znam šta ovde nema. Вела дека некаде помеѓу 5 и 7 илјади луѓе се убиени тука во Брчко. Da, prema našim saznanjima 7. maja otvoren je logor Luka gdje je bilo mučenja. 1. maja je otvoren Laser, logor Laser isto, DTV Partizan, fiskulturna sala naša. U policijskoj upravi bila je soba jedna za mučenje, hotel Galeb, 2 džamije i dom zdravlja. Mi imamo na spisku sve te logore, kroz koje je prošlo, bar prema našoj evidenciji, negde između 3 i 5 hiljada ljudi. Реката Дрина е исклучително важна за стратегијата на србите, бидејќи србите секогаш сакале таа своја западна граница да ја поместат на запад од реката Дрина. Односно во текот на тие војни 92-95 година, под течењето на реката Дрина биле правени најголемите зверства и најголемите етнички чистења во Брчко, во Биелина и се разбира во Сребреница, бидејќи србите и српската стратегија настојувале таа западна српска граница да ја доближат до самиот град Сараево. И добро, колку луѓе имаше после 93 тука во Сребреnica? U periodu kada je Srebrenica pala, procjenjuje se da je bilo preko 50.000 ljudi u Srebrenici, koji su iz Vlasenice, iz Višegrada, dakle izbjegli svog Podrinja, došli ovde u Srebrenicu. A сега по попис имате 2.13 од кои некаде 8.000, 7.000 Prije rata Srebrenica imala 37.000 ljudi.
početkom rata neki od Srebrenčana su otišli, izbjegli, ali je u toku rata, dakle sva okolna mjesta koja su padala pred srpskom agresijom, svi su ljudi bježali u Srebrenicu, jer je to jedino područje koje je bilo pod kontrolom naše vojske. I na kraj sите te luge беа на некој начин сведоци на најголемиот екзодус, етничко чистење и масакар во Европа после Втората светска војна. Tako, i to na jednom mjestu čitavo Podrinje je stradalo. U početku je stradalo, ali 95. u Srebrenici ovi ljudi koji su ubijeni, oni nisu samo iz Srebrenice, nego iz Zvornika, iz Vlasenice, Milića, Višegrada i tako dalje. Iz svih mjesta iz Podrinja napravili su jedan koncentracioni logor koji su na kraju dokrajčili. I to je trijumf zla koji je mogao da se desi, desio se nažalost ovdje i posljedice su vidljive, vidite i sami da je vrlo teško ponovo uspostaviti život gdje je stradalo toliko ljudi, ne samo ljudi, nego intelektualaca, doktora, profesora, inženjera, dakle svi oni koji su danas mogli da nose procese života i da danas je to mnogo teže, ali mi živimo s tim šta je. Ова е реката Дрина, почитани гледачи. Тоа што го гледате позади нас е мостот на Дрина или на Дрина Чуприја. Ние се наоѓаме во градчето Вишеград, кој е на самата граница помеѓу Босна и Херцеговина и Србија. Некаде 1961 година познатиот писател Иво Андрич, поради истоимениот роман на Дрини Чуприја или мостот на Дрина, ја доби Нобеловата награда за литература и тоа беше единствената Нобелова награда која доби некој југославен во времето на мандатот на Титова Југославија или на поранешна СФР Југославија. Во тој период се говореше дека постојат два кандидати за добивање на таа Нобелова награда за литература, тој е Мирослав Крлежа и тој Иво Андрич. Меѓутоа на крај пресудува таа една балканска, ориентална, езотерична и мистична форма на изразување на Иво Андрич и тој на крајот добива таа Нобелова награда 1961 година. Меѓутоа како и да е, дали тоа ќе беше Иво Андрич, дали ќе беше Мирослав Крлежа, останува впечатокот дека тоа е еден од 10 феномени или 10 одбележа или 10 карактеристики, најголеми карактеристики на поранешна Титова Југославија. Значи мостот на Дрина и според мене добивањето на Нобеловата награда на Иво Андрич е едно од 10 одбележа кој го одбележа мандатот на поранешна СФР Југославија. Бидејќи гледате серии, бидејќи гледате турски серии, почитани гледачи, веројатно вас ви е познат фактот дека мостот на Дрина е изграден на некој начин како задолжбина на големиот везер Мехмет Паша Соколович, кој потекнал тука од ова место, некаде околината на Вишеград и како мало дете со име Бајце однесен како јаничар во Отоманската империја или во Цариград, ги поминува сите скали на хиерархијата и као голем везир или според денешните стандарди како пример служи во мандатот на Сулејман Величествениот, на Мурат III и на Селим II, што значи дека високо стига во таа хиерархија на Отоманската империја и подоцна од таа позиција дава огромно количество на пари да биде изграден овој мост веднаш позади нас. Интересен има еден податок. Ние влеговме на граничниот премин Вишеград, нешто снимавме во Сребреница, подоцна заминавме кон Бјелина, од Бјелина кон Брчко и од Брчко во Добој, кај што го снимам ова интервју. Интересно е, на тие простори на Република Српска има масовно доселување на овие структури кои вие ги нарекувате. Има масовна изградба, значи на територија на Република Српска, на нови џамии. Има одредени тенденции, јас тоа не би можел од Македонија да ги дефинирам, но ми се чини дека како во последните неколку месеци или последните неколку години овие вахабистички структури, овие исламски структури, како да сака да се пенетрират и на територијата на Република Српска, посебно во регионот на Дрина, значи посебно во регионот на Дрина, кон границата со Србија, и кога логички или стратегиски размислам, јас имам чувство дека тие сака да постигнат две цели. Прво, да ја пресече таа граница на Дрина помеѓу Србија и одредени елементи на Република Српска и како второ да можат на некој начин да ја дестабилизират Република Српска и на тој начин всушност да ја дестабилизират Босна и Херцеговина. Тој јесте цели. Тој јесте и улога вехабискog поkreta. Dakle, MUP Republike Srpske je prošle godine objavio podatak o 17 sela na području Republike Srpske u kome su ispoljene te tendencije. Dakle, one idu otprilike sa povratničkim tendencijama i uvijek je problem razdvojiti socijalni element od onoga što jeste politička i bezbjednosna strategija na određenom području. Dakle, mnogi povratnici iz sasvim socijalnih razloga, iz činjenice da dolaze sa margine obrazovanja i sa svih društvenih margina ne vide način da prehrane svoje porodice i traže rješenje jer dobijaju novac na ovaj način. Dobijete 100 eura što ste pustili bradu, to što ako prihvatite učešće i određene obuke vjerske,
dobijate još 100 eura mjesečno. Ako prihvatite borbene obuke, obuke u sferi borilačke vještine i tako dalje, onda još dobijate nešto. Ako prihvatite odlazak na pojedina ratišta. I tu se onda i pokazalo osnovna uloga vehabijskog pokreta i jeste naseljavanje duž granica entiteta sa Republikom Srpskom s obje strane granice i naseljavanje u ovim problematičnim područjima. Njihova strategija nije da izazovu globalni sukob, nego da kratkoročnim incidentima dovedu do promjene ustavno-pravnog poretka. Dakle, ko će intervenisati u slučaju takvih incidenata na koridoru i u slučajevima uskog grla kao što je Doboj ili u slučajevima Podrinja, gdje imate jedno ogromno nenaseljeno područje koje povezuje bukvalno Goražde pa vodi do Raške oblasti, do Novog Pazara i tako dalje, Sjenice, Tutina i tako dalje. Dakle, upravo njihova strategija se i svodi na to. Oslabiti srpsku političku moć, oslabiti stabilnost Republike Srpske i otvoriti novi rat. Интересен е фактот, почитувани гледачи, дека на тие преговори во Дејтон, клучното прашање околу кое не беше најдено решение, не беше Сараево, не беше Бања Лука, не беше ниту Мостар, туку беше прашањето на Брчко. Не ни долги, наукни разговори, Харис Елајџич, кој тогаш е премиер на Босна и Херцеговина, се согласува Брчко да биде составен дел на Република Српска. Кога тоа го дознавле, го слуша Али Изетбеговиќ, што се заканува дека ќе прекине тие преговори во Дејтон, ако Брчко биде дел на српската територија. Тогаш е најдено едно компромисно решение да се реши целиот пакет на Босна и Херцеговина, меѓутоа остане нерешено прашањето на Брчко и тоа е решено некаде 2000-2002 година и е формиран посебен ентитет надвор од Република Српска и надвор од Федерацијата на Босна и Херцеговина. Вела дека во Дејтон во еден момент постои опасност да бидат прекинати преговорите токму околу Брчко, дека една вечер во тие долги преговори Харис Елајџич прифаќа Брчко да биде дел од Република Српска, подоцна Али Изетбеговиќ тоа го одбива и се заканува дека ќе ги напушти преговорите во Дејтон ако Brčko bide sastavan del na Republika Srpska? Pa to su sad neke finese koji su se događali tijekom mnogih pregovora, a koji su imali za cilj da se zaustavi rat u Bosni i Hercegovini. Definitivno bošnjačka politika tadašnja je, kao i Hrvati, su inzistirali da se Brčko distrikt na drugačiji način riješi, da ne ostane u ustavno-pravnom poretku Republike Srpske, jer su se na prostoru Brčkog tijekom rata događali i nemili događaji koji su uvijek vezani uz ratove. Brčko, znate, ta prva linija netničko čistenje. Znači, strukturite Narkana, kapetan Dragan, 7 vojske vela paravojni. Prvo je čista Bjelina, pa 10 dana podosno, znači nekada maj 92. godina, doaѓа тука во Брчко. Znači, to je koridor koji je od, što se veli, suštinsko značenje za Srbite. Ili kako veli Šarkan, to je žila kukavica za to zapadno srpstvo. Pa naravno, jedini put kojim su Srbi iz Srbije mogli do Hrvatske proći bio je ovaj put. Činjenica jeste da su iz grada tijekom rata prognano nesrpsko stanovništvo. Ovdje je bio i koncentracijski logor, bilo je jako puno ubojstava, iako je bilo ubojstava na svim stranama, ali nekako je to bilo dominantno u gradu. I to je bio jedan i dodatni razlog zbog čega su i Bošnjaci i Hrvati htjeli da Brčko ne bude u Republici Srpskoj, nego da ili pripada federaciji ili da se nađe neko treće rješenje. Всушност, воздушна линија, вие не сте повеќе од 100 км од далечина од Вуковар, говорам воздушна линија. Значи, тоа се двата града кои всушност беа најжестоки или под најжесток удар на таа српска воена машинерија. Вуковар во Хрватска, Брчко овде, значи требаше се направи тој еден коридор кој ќе придвижи Србија кон таа линија Вуковар, Винковци, Вировитица, Карловаc, Карлобак и така натаму. Pa to su bili neki planovi koji su, evo, na svu sreću propali, koji nisu uspjeli. Брчко е клучниот град за србите и таа агресија на Босна и Херцеговина почетно гледаче тамо некаде почетокот на 92 година почнува во Бjelina, некаде околу 20 април, веќе 1 мај сите тие паравојни формации
предводени од Аркан и од капетан Драган, од Биелина се префрлат на територијата на Брчко. Тука функционираат 7 типа на паравоени структури и според сите шпекулации Аркан на рака добил некаде околу 3,5 милиони тогашни германски марки, етнички да го исчисти просторот на Биелина и просторот на Брчко. Значи некаде почетокот на мај 92 година тие паравојни формации влегуваат тука во Брчко, во Биелина и Аркан, тука се дел од овие книнџи, црни косулјаши, разни други паравојни формации. Вела дека Аркан за да го исчисти целиот овој регион добива околу 3,5 милиони марки. Prema dostupnim informacijama, u Bijeljini je Arkan uzeo 3,5 miliona maraka da bi pobio ili istirao Bošnjake i Rome i ostalo stanovništvo, normalno i Hrvate, ali to je trajalo svega 3 dana, koliko mi znamo, to je od 4. do 7. aprila bilo. Arkan je očistio Bijeljinu, dobio pare, kako mi čujemo, u stvari koliko mi znamo, dobio je pare od Srpske demokratske stranke, Karadžićeve stranke, sada Bosićeve. I Arkan je sa svojom ekipom posle Bijeljine odmah došao u Brčko sa kapetanom Draganom, sa kninđama, sa crnom košuljašima, mi smo ih zvali Borani, i sa ostalim specijalcima iz MUP-a Republike Srbije. Ovdje je bilo, neću pretirati, ali sigurno smo neki dan diskutovali, 7 različitih vojski. U Brčko. U Brčko. 7 različitih vojski koji su došle sa teritorije Srbije. Znači da go iščistat. Sve. Ovaj region. Oni su došli s namjerom da Brčko je centar bio za sve. Oni su išli na to da protjeraju svo muslimansko i hrvatsko stanovništvo i ostale koji su bili, da bi Srbi ostali sa 5% ostalog življa, znači sa 95% da bi oni bili ovdje. I tako je i bilo 92. do 97. 8. dok nismo se mi počeli vraćati. Oni nisu nadali da ćemo mi ipak vratiti se. Međutim, u Brčko. Ključen im je ovaj grad. Ovaj grad je onaj koridor koji je povezao двата дела на Република Српска. Има некаде 50 велат средби на Овен, Столтербенк, со Бобан, со Караджич и со Али Изетбеговиќ, на кои се разговара за Брчко. На тие преговори во Дејтон, Брчко е еден од клучните точки на тие разговори и преговори. Изетбеговиќ сака да ги напушти преговорите кога веќе е донесена нека одлука која има прифатено Хари Силеџиќ Брчко да биде дел на Република Српска. Значи еден од клучните точки на војната во Босна и Херцеговина е Брчко. И веројатно затоа е на такво етничко чистење. Колку 10 логори има овде отворено во Брчко? Ja sam sad malo prije rekao da je Brčko ključni grad bio za koridor za Srbiju i ostale zemlje, normalno Republike Srpske. Oni su ga sa svim sredstvima nastojali uzeti, što su i uzeli normalno, obzirom da je, ja rekao koliko je ovdje vojska bilo, 6-7, ali je najžalosnije što su nas u Brčko granatirali, bombardirali sa avionima 92. Negdje do 10. mjeseca, u stvari polovinom 11. Ja se dobro sjećam, ja sam izašao iz logora 5.10. Znam kad su Rahić gađali avionom. Ovo je пазарот Аризона или најголемиот пазар на просторот на поранешна Југославија или на просторот на поранешна Југоисточна Европа, изграден 1995 година или веднаш после завршување на Дејтонскиот мировен договор со одлука на тогашните сили на ЕФРО во Босна и Херцеговина, се наоѓа 10 километри надвор од центарот на градот Брчко. Во времето на својата најголема мок, дневно на овој пазар поминува некаде помеѓу 75 и 100.000 посетители или продавачи. И тука имаше сверцувана стока не само од територијата на Босна, туку од Србија, од Хрватска, од Македонија, Италија, Австрија, Маđарска, па дури до Бугарија и до Грција. Тука можеше се купи калашников за 50 марки, имаше 7 јавни куќи и овој простор се протега на некоја површина од 4000 метри квадратни, што ќе речи дека овде се ноше збор за еден најголем, убедливо најголем пазар на просторот на поранешна СФР Југославија. И ова всушност е една парадигма, како сите тие криминалци и во тој период од 92 до 95 година соработува, а продолжи да соработат после Дејтонскиот мировен договор.
Како доаѓа до градење на пазарот Аризона? Во тој период ова е ничија земја, бидејќи со Дејтонскиот мировен договор, всушност областа околу градот Брчко е ничија земја. Овој простор е тогаш една обична ледина, меѓутоа таа ледина беше минирана. Со одлука на силите на ЕИФОР, таа ледина се разминира и тука се гради пазарот Аризона на 4000 метри квадратни површина и во силата или во врвот на својата сила, тука е најголемиот шверцерски пазар на овој дел на Европа. Била дека имало 7 војски, таа 92, 93, 94 година тука на територијата на Брчко, дека пред војната, значи пред 91 година етничкиот состав е некаде 45% бошњаци или муслимани, 25% хрвати и некаде околу 21% срби. Успеа ли во тие своји намери Аркан и неговите тигри да го сменат етничкиот состав на Брчко и каков е денес етничкиот состав на Брчко? Pa i dalje je, imali smo sada popis stanovništva, mi sada trenutačno neformalno računamo da je 40% Bošnjaka, 40% Srba i 20% Hrvata i nešto nacionalnih manjina. Imali smo popis stanovništva koji je završen, ne imamo još strukturu, samo znamo da je nekih 93.000 ljudi popisano u Brčkom. I dalje će biti tu negdje oko 40% Bošnjaka, Hrvata će biti negdje oko 20%, ali će biti puno više Srba nego što je bilo prije rata, jer je značajan broj Srba odabrao Brčko kao mjesto življenja, a koji su morali napustiti svoja mjesta u nekim drugim sredinama u Bosni i Hercegovini. Брчко, почитувани гледачи, има една исклучително добра местоположба или географска поставеност. Се наоѓа на реката Сава. Воздушно, некаде 50 км десно од Брчко се наоѓа Вуковар. И кога ќе погледнете што се случуваше 91-92 година, тога станува јасно дека с цел на тие напади на српските сили или на тогашната JNA која се трансформира во српска армија, се токму Брчко и токму Вуковар, да биде исчистен целиот тој коридор кој ќе ја помести границата на Србија од реката Дрина некаде во правец на Загреб или таа линија која спомнуваше Шешел, тоа е Вуковар, Винковци, Вировитица, Карловац, Карлобак. Колку логори имаше во Брчко? U Brčko je bio logor Luka, logor Laser, logor DTV Partizan, logor Podrum bolnice, logor dvije džamije i logor Dom zdravlja i imali smo jedan logor u privatnom kafiću gdje su samo žene odvođene tamo iz Brčkog, muslimanke normalno, bošnjakinje kako hoćete, Hrvatice, gdje su iživljavali se pojedini ljudi i gdje su i ubijane pojedine normalno, koji su odupirale, ali kažem vam, sve što je urađeno, to je urađeno negdje do septembra, oktobra 1992. godine što se tiče tih logora. 9.7. logor Luka je zatvoren. Logor Luka je zatvoren i da bi istu noć, obzirom da je međunarodna zajednica dolazila ovdje da vidi, Crveni križ, kako hoćete, oni su taj isti dan natjerali nekoga, ne bi ulazio koliko ekipa, da se okreći logor, hangari kompletni, da kao u njemu ništa nije bilo. Ja vam kažem, ja sam jedan od preživjelih logoraša logora Luke, došao sam prvi, 7. maja on je otvoren. I prvi sam došao u logor. U pidžami iz bolnice su me izvedli. Ne ja, nego nas je 8, jedna žena, Nezirović Svada, koji su kasnije prebacili tamo u taj bolero. Nije bi pričao šta su radili, ali znamo šta je rađeno. Ali u Luci je bio strah i trepet. Rijetko je bio dan, bar dok sam ja sam bio do 27. maja, zahvaljujući jednom Srbinu izašao sam, izveli me, ali su me opet uhvatili pa u drugi logor. Nije bilo dana bez ubijstva, rijetkost. A najteži trenuci u logoru Luci su bili između 10. i 15. maja. Tada je ubijano ja ne znam koliko. Ja se dobro sjećam Jelisić Gorana, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 40 godina, ja sam bio svjedok tužilaštva. Sam nama govorio u Luci da je negdje oko 70 ubio. Ja sam vidio predamnom 2 ubijstva. Kod mene su ljudi sjedili i oba dva sam vidio. Jednog starog Novaliju, Hadžića, star čovjek, 70, možda 73-4 godine, i jednog Itrić Stjepana. Jednog Muhameda Bukvića su prebijali svaku noć, jednog Didića Amira
taj je mene čovjek, imate u jednoj knjizi moju izjavu, molio da nađem da ga ubiju. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.mk. Овај Пиранскиот залив, кој до пред неколку години предизвикуваше вистински конфликт помеѓу Република Словенија и Република Хрватска, конфликт до рамки или до граници на меѓудржавна војна се протега на 19 км квадратни и е дел на еден поширок Трсијански залив во северниот Јадран. Сите овој залив го знаевме како Пирански залив, меѓутоа кога избие тој конфликт помеѓу Република Хрватска и Република Словенија, словенците почнаа да го нарекуваат Пирански залив, додека хрватите во инат на словенците почнаа да го нарекуваат Савурдиски залив, по името на најужната точка на овој залив, тој е Савурдискиот рт, кој се наоѓа десно од нас, лево од нас се наоѓа најсеверната точка, тоа е ртот Мадона, и воздушна линија помеѓу тие две најужна и најсеверна точка не е повеќе од 10 км. Постои суштината на спорот, почитувани гледачи. Словенците сметаат дека целиот залив треба да им припадне нив. Хрватите сметаат дека границата помеѓу Словенија и Хрватска треба да оди по средината на заливот. И ако се прифати словенечкото стојалиште, тоа би дошло во една многу смешна, апсурдна и чудна ситуација. На пример, ако се наоѓате на десната страна на одмор или на хрватската страна на Пиранскиот залив, и ако се сунчате на плажата, ќе бидете на хрватска територија. Меѓутоа, ако сакате да влезете во морето, би биле на словенечка територија, односно, ако сакате од плажа да влезете во море, тоа треба да го направите со пасош. Што ќе се случува со Пиранскиот залив? 20 години траат тие арбитрирања, траат тие конфликти, судири, па дури до граница на меѓудржавна војна помеѓу Словенија и Хрватска. Горе-доле се гледа крајот на таа Пиранска криза. Што според вас ќе биде решењето на таа криза околу Пиранскиот залив? Što se tiče Piranskog zaljeva, ova dilema uopšte ne postoji. Postoji dilema kompletne Istre sa 3 kvarnerska otoka. Vis, Cres i Lošinj. To je nekad bilo slovensko. I to još uvek je slovenačko, jer to je išlo u sklop države Primorske, koja je bila za vreme Austro-Ugarske monarhije, imala je status državnosti i ta državnost je bila uvedena i u Kraljevinu Jugoslaviju, pa je kasnije ostala i u Jugoslaviji. Sad kad se raspala ova naša SFRJ, opet se treba stvoriti nova polazišta na osnovu međunarodnog prava, a jedini međunarodno pravni dokument koji ima važnost i veljavnost, to je manifest cara Karla I iz 16. oktobra 1918. godine, kada je rekao da mogu sve austrijske države, u stvari države austrijskog dela Austro-Ugarske monarhije, da stvore sopstvene države na osnovu nacionalnih identiteta. A Znači, tu
Znači tu je ono da to mora da dođe u vlast Slovenije, jer Jugoslavije više nema i treba da se vrati na ono polazište. To je isto kao kad se čovjek razvede, svako uzima ono što je u brak doneo, a ono što je zajednički bilo napravljeno, to se deli. To je znači oblasta Primorska, koja opfakja Istra i delotno slovenačko to Primorje. Da, i 3 otoke. И значи тие 3 оtoka, или 3 острови. Па всушност и која е таа криза околу Трст. Целата таа област е поделена на зона А и на зона Б. Трст со околината е зона А и таа припаѓа после 1954 година на Италија, а ова зона Б, тоа е делот на Истра, делот на Словенечкото Приморје и тие 3 острови што ги велите, тие припаднаа дел на Словенија, дел на Хрватска, значи беше поделена таа целина која како држава што велите или како регија постои уште во време на Австро-Унгарија. Da, a samo je jedna druga stvar, da je u vezi Trsta i Gorice bio sklopljen međunarodni dogovor između dve postojeće države, znači Jugoslavije i Italije, a Slovenija je ratificirala ove ugovore. Znači mi nemamo sad više mogućnosti da razgovaramo o vezi Trsta. Republika Slovenija, da. Govorite za tija... Za novu Republiku Sloveniju. Osimski dogovori. Osimski, da. Koji se potpišeni vo Osimo. Da, znači, ali mi smo te ugovore ratifikovali, mislim da je bilo 1995. godine i sad nemamo više pravo da tražimo nešto više. Znači, vi smetате дека Piranskата криза всушност не постои, туку постои прашањето на Истра. Односно, цела Истра, всушност како одредена област, би требало да припадне кон Словенија, а не кон Хрватска. Тако, jer kompletnu Istru i otoke su Hrvatima poklonili komunisti, jer, ja ne znam, možda za naknadu, jer su bili za vreme Drugog svjetskog rata na strani Nemačke. Možda je i to, jer i danas Nemačka izuzetno podržava današnju Hrvatsku. Што ќе се случи со целата таа област? Хрватска оди на арбитража, Словенија се закани со одредено вето на приемот на Хрватска во Европската унија, ако не биде решена таа пиранска криза. Формирана е одредена арбитражна комисија, составена од 5 члена, председател французин, членови од Велика Британија и Германија и еден од Словенија, еден од Хрватска. Очекувате ли во брзо време да биде најдено решение? Prvo, mi nismo smeli Hrvatima jednostavno dozvoliti da uđu u Europsku uniju, ali naši političari, direktno rečeno, nemaju muda da tako nešto kažu. Sad je pitanje na arbitražnom sudu, ali arbitražni sud, ako će uzeti u obzir ovaj ugovor o arbitraži, on će u članku 4 i 5 naći jednu kvaku. I to je da piše da sva pravna djela koje su bila napravljena posle 25.6.1991. nemaju pravno legalnost, nemaju legitimitet i kao da ne postoje. A to znači da ni Hrvatska država ne postoji, jer Hrvatska država je bila konstituirana 8. oktobra 1991. Znači 3 mjeseca posle onog datuma za kojeg su Hrvati i Slovenci potpisali u sporazumu o arbitraži. Tada je bio jedan izuzetno dobar pravnik, međunarodni hrvatski, to je gospodin Davorin Rudolf, koji je rekao Kosorki, nemojte da potpisujete, nemojte jer ćete uništiti sve. Ona nije razumela, isto kao i ni naš Pahor nije razumeo, ali hvala Bogu, Pahor nije razumeo nam u dobro, a Kosorova Hrvatima u loše. I kad su potpisali, Davorin Rudolf je otišao nije više htio da ima posla sa hrvatskom politikom i rekao, usrali ste motku. Хрватите им се лути на словенците, бидејќи сметаат дека тие искористеле таа татковинска војна во Хрватска од 91-92 до 95 година, кога безмалку пола од територијата на Хрватска беше под окупација и дека тоа го искористеле да го заземат или да го окупираат целиот овој Пирански залив, додека словенците сметаат дека хрватите без потреба прават одредени проблеми, бидејќи овој Пирански залив уште на 10 април 1941 година им припаднал на италијаните, а подосна после пропаста на италијаните формирање на ФНР Југославија или Социјалистичка федеративна Република Југославија, целиот тој Пирански залив нормално им припаднал на словенците.
На крајот, Хрватите може да бидат губитничка страна во целиот овој спор, во кој потрошија повеќе од 2,5 милиони евра и на крајот целиот Пирански залив да им припадне на словенците. Во ваше време е направен тој договор околу арбитража за Пиранскиот залив. Што е суштината по вас на тој пирански проблем и како најавте решение, бидејќи многу често се велеше дека тоа решение кое е најдено за пиранскиот проблем може да се користи во тие односи помеѓу Македонија и Грција? Јас не сум согласен за тоа, но често таа флоскула беше користена во Македонија. Да, па o tome kako će se to riješiti ja ne mogu ni na koji način sada predviđati. Mi smo se dogovorili i to je velika stvar, jer punih 18 godina taj problem nitko nije htio rješavati, nije se usudio. Znači, trebalo je više hrabrosti za to. Znači, mi smo se dogovorili da o tome odluči arbitražni sud. Najvažnije za Hrvatsku, dakle ja sad govorim kao hrvatska premijerka bivša i kao hrvatski pregovarač, najvažnije za Hrvatsku je bilo da će se suditi prema međunarodnom pravu, da će to suditi najbolji suci koji to poznaju i da, za to sam se ja posebno borila, znači da svi procesni rokovi na tom sudu počinju teći od trenutka kad Hrvatska potpiše pristupni ugovor. Znači od onog trenutka kad smo mi de facto već bili članica Europske unije, znači da nitko nema tu neku prednost. Ja? Da može da stavi veto. Da, tako je. A kako će odlučiti, vidjet ćemo, to ćemo morati prihvatiti jedni i drugi. Ja mislim da je to najbolji model. Znači, bolje od toga se nije moglo. Definitivno se mi sa Slovencima ne bismo mogli dogovoriti sami kako će to izgledati. Dakle, nikako. Dokaz za to je da 18 godina se to ništa nije rješavalo. Tako se ne može živjeti. Prema tome, to je najbolji model. Da, to je dobar model. Ako nas dvoje ne možemo, onda dajemo onima za koje smo uvjereni da će suditi prema, evo u ovom slučaju, međunarodnom pravu. I kako bude, to je prihvaćeno. Jer da to nismo napravili, Hrvatska ne bi bila članica Europske unije. Znači, nama je Slovenija blokirala 14 od 35 poglavlja. Потекот на таа војна помеѓу Хрватска и ЕНА по период 92-93 година, која на Хрватска и гори под нозете, тогашното хрватско раководство ја моли словенечката влада и словенечкиот председател Милан Кучан да им помогнат во оружје или во друга помош и затоа биле спремни за возврат да се откаже од целиот Пирански залив, значи за оружје и за одредени други контингенти на хуманитарна и секаква друга помош. Тогашната хрватска влада и председател Фрањо Туџман биле спремни на Словенија на тацна да го дадат целиот Пирански залив. Значи до тамо се спремни хрватите целиот Пирански залив да го дадат, само Словенија да им спорача потребно количество на оружје. Naravno, vidite, Hrvatskoj je bilo potrebno oružje. Oni su bili zapravo zatvoreni sa svih strana. Luke Hrvatske, Split, Rijeka i tako dalje, oni su bili blokirane od strane Jugoslovenske ratne mornarice, tako da nije u to vreme kad je bila Hrvatska napadnuta, 1991. Nije bilo mogućnosti da se to oružje dopremi, a naravno Hrvatska je oružje nužno trebala, krvavo su ga trebali i prema svjedocima, kad su se sastali krajem 1991. slovenačko i hrvatsko rukovodstvo, Tuđman je zapravo nudio mogućnost da se riješi pitanje Piranskog zaljeva, ali da sad moli slovensku stranu da da oružje, pa će onda se lakše rešiti Piran. Čak je bilo rečeno da je on nudio Piranski zaljev, da neće biti granica po sredini, nego da će Piranski zaljev biti slovenski, ali samo kaže, molim te, dajte oružje. Иако многумина, начинот на кој беше разрешен овој пирански проблем, кој посочува како модел за решавање на македонско-грчкиот спор, ја сепак сметам дека станува збор за два апсолутно различни неспојиви процеси, бидејќи овде станува збор за одредена територија на отворено море, додека во случајот со Македонија и Грција станува збор за име на една држава или одреден ексклузивитет врсто античко миното на македонците. Дури имаше одредени, да речеме, апсурдни размислувања. Додека Хрватска е во војна со Србија, со ЈНА, има одредени конфликти доле во Босна, словенечката армија на чело со Јанша размислувала да го заземи тој дел на Савурди или на Савурдискиот залив, тој значи лев крак
Artot Savurdija, koja je tamo najjužната точка на Пиранскиот залив. Дори да оде до тамо, дури во еден момент, целиот случај имаше опасност да се изнијансира во една војна помеѓу Hrvatska i Slovenija, ne daj Bože. Pa ne, ali da je bilo napetosti, bilo je. Dakle, ono što smo se i tadašnji premijer Pahor i ja jako bojali da ne dođe do nekih zaista sukoba, a napetost je bila jako velika. Dakle, vi znate da u Hrvatskoj dosta Slovenaca ima vikendice, na primjer, znači tog ljeta je bilo iznimno napeto. Da se dogodio jedan veći incident, to bi moglo eskalirati. Ono što se dogodilo konkretno dobro, što je bilo vidljivo i opipljivo za Hrvatsku, znači čim smo se Pahor i ja dogovorili, znači čim smo se prvi put sreli, znači to je bilo ljeto 2009. Odmah je u tom mjesecu broj slovenskih turista porastao za 10% u Hrvatskoj. Znači mi smo imali već odmah neke neposredne koristi od toga. Dakle, važno je to bilo i ja to zaista preporučam svima koji imaju probleme. Treba sjesti za stol, vidjeti možemo li se dogovoriti. Ako ne možemo, onda pustimo onima koji to mogu riješiti. Jer desetljeća nerješavanja ovakvih problema neprekidno rađaju nove napetosti i tu je uvijek žarište mogućih novih sukoba. Знаете, кај нас е малку поразлично, кај нас како не се договараме, така за 10% секоја година се зголема бројот на македонски туристи во Грција. Што значи дека сме малку поразлични од тоа што се случува во Хрватска и Словенија. Je. На крајот, бидејќи словенците и хрватите не може се договорат околу тој Пирански залив и бидејќи Словенија се закани со вето за влезот на Хрватска во Европската унија, беше формирана посебна арбитража на чело со французинот Жилберт Гильоме. Во рамки на таа арбитража беше формирана 5-члена комисија во која покрај председателот учествува еден судија од Германија, еден од Велика Британија и по еден представник на Словенија и на Хрватска. Интересна е таа ваша теза, дека Хрватска не треба да ја има Далмација, односно дека Далмација не треба да припаѓа кон Хрватска, бидејќи кога е формирана Хрватската држава, Далмација е составен дел на Италија. За дел на таа област италијаните имат и плаќано на Австро-Унгарија, посебно за Задар, околината на Задар и така натаму, и дека Далмација се приклучува кон Хрватска дури кога е формирана тогашната краљевина Југославија или краљевината на србите, хрватите и словенците или подосна ФНР или СФР, дури тогаш Далмација станува составен дел на Хрватска. Вашата теза дека кога веќе се распаѓа Југославија, а Хрватска пред тоа ја немала Далмација, тогаш е сосема нормално целото тоа крајбрежје да влезе во процес на сукцесија и сите земји кои се настанати после распаѓање на СФР да имаат право на делови од тоа крајбрежје. Pa znate kako, u vremenu Austro-Ugarske monarhije Dalmacija je bila kraljevina u sklopu austrijskog dela Austro-Ugarske monarhije. I imala je svoj državnopravni legitimitet. Ostala Hrvatska, onaj dio Slavonije i Hrvatske, kako Hrvati kažu, to nisu imale nikakav pravni legitimitet, nego su bile samo jedan deo nedeljive Mađarske, Ugarske kraljevine. Znači, posle raspada Jugoslavije, Dalmacija ima pravo na sopstvenu državnost. Znači da Hrvatima kaže hvala, mi hoćemo samostalnost, imaju pravo na to. Vidjet ćemo šta će biti na ovom arbitražnom sudu. Вие сметате дека може формално правно поранешните членки на Југославија, кои веќе не постои таа држава, да бара дел од сукцесијата да биде Далмација? To je moguće ako se uspostavi, a to se uspostavilo po Badinteru, da je država raspala, da nije došlo do toga da su neki delovi izašli i slomili Jugoslaviju, nego da se je disoljutit, piše u papiru. Znači, se slučila disolucija. Da, ona se je raspala se na one delove koji su je stvarali. Znači, тоа како појдовна точка се сметат авнојските граници. Нема авнојских граница. А не се сметат границите од 918 година. Znate kako, avnojske granice u stvari ne postoje. Jer nikada nisu u Avnoju, ni na jednom zasedanju Avnoja nije se govorilo o granicama. Nije se govorilo. U papirima toga nema.
A sve granice koje su postojale za vreme nekadašnje Jugoslavije, SFRJ mislim, to su bile administrativne granice, dogovorene između jednog komunista i drugog komunista. Na nekim regionima razgovarali su na višem nivou, a na primjer u Istri su razgovarali na nivou nekih partizanskih jedinica s jedne i sa druge strane. A to nema međunarodno pravni legitimitet. Се сеќавате на првиот црнец градоначалник на просторот на поранешна Југославија или на просторот на целиот Балкански полуостров, или како го нарекува Обама од Пиран, Питер Босман, и еве што тој говори за таа пиранска криза и како тој гледа на решавањето на таа пиранска криза или кризата околу Пиранскиот залив. Дали ви навредува кога ве нарекот Обама од Пиран? Така ја водевте кампањата на некој начин. Ja ne volim više, ne volim da mi kliče Obama Piran. Znate, Obama zgodovina je drugačija od moje zgodovine. Тоа е со потекло од Африка, нели? Има фамилија во Африка, значи имате некои сличности генерално. Нека сличности je, a pa politika je malo drugačija, ne? I ja samo kažem da ja sam Petar Bosman, ja sam gradonačelnik Piran i ja želim uspet kod gradonačelnik Piran. Председателот на таа арбитражна комисија Жилберт Гилјоме вели дека овој пирански случај или целата таа арбитража околу Пиранскиот залив е најкомплексниот правен проблем во неговата кариера, дека се консултирани повеќе од 30 меѓународни експерти и дека се консултирани повеќе од 5000 историски акти, списи или документи преку кои требало да биде направена таа арбитража која е во право во однос на овој Пирански залив. Ако го земе како основа тој акт од 1918 година на кралот Карло I, кој вели дека сите поранешни австријски држави, претпоставувам мисли на области, на провинции и така натаму, може да формира сопствени држави, и ако Хрватска нема своји представници во австријскиот парламент, туку има во маđarскиот, двајца или неколку како што велите, дали тоа значи дека врз база на тој акт од 1918 година Хрватска немала право да формира своја држава? Тако е. Nije imala pravo da formira svoju državu jer je bila samo ratni plen Srbije i Crne Gore, koja je bila na strani Antante, ništa drugo. To je bio ratni plen. Меѓутоа, веројатно за да не се дозволи на Србија како победничка во Првата светска војна да стигне безмалку до границите на Словенија, формирана е Хрватска или формираната е држава на Србија, Хрвати и Словенци? Tako je, formirana je ta država u koju su gurnuli Slovence. I Slovence su gurnuli naši slovenački političari pod katoličke provinijence po pritisku Vatikana i Njemaca. Da se stvori jaki bedem sa nekom pravnom državnom legitimitetom prema Srbiji. Da bi sprečili ulazak ovog pravoslavlja prema Evropi. To je bilo napravljeno. Zanimljivo da su tada, da je američki predsjednik Wilson bio protiv toga. 1918. godine. Da, bio je protiv. Bili su i Englezi protiv toga. Ali su naši gurali. Гледате, историски Германија, па ајде да речеме делум на Австрија, меѓутоа најмногу Ватикан. Сега да не звучиме ко Слободан Милошевич, нели, Германија, Ватикан и ЦИЕ растирали Југославија, меѓутоа Ватикан очигледно дека е 100 години наназад инвестира во таа Хрватска држава. Апсолутно. Како некоја брана контра православието на Балканот. Tako je. Brana prema pravoslaviju i još nešto. Pokušaj da se razdvoji slavenski dio. Jer sa jedne strane Makedonci, Srbi, Bugari i tako, a sa druge strane Slovenci, Česi, Poljaci, a između toga jaka barijera da ne može da se dođe do nekog spoja. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, почитувани гледачи, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.mk. Ово беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.